Добар ден и добре дојдовте во новото издание на Fair Play во викендот, кога ќе финишира актуелното и тековното европско ракометно првенство, на кое секако дека и Македонија учествуваше. Потсетувам, нашиот пласман на ова издание беше 14-тото место, па тоа некако е и поттик за темите кои што ќе ги отвориме во ова денешно издание. Македонија сепак се уште не може да се вброи меѓу светските спортски велесили, меѓутоа се уште имаме спортисти кои и како одговорно се нафаќаат едноставно да го облечат националниот дрес, задача која што не е лесна, задача која што носи одговорност да се израдува нацијата, да се оправдаат очекувањата, но истовремено тогаш кога не се случува така и кога сценариото е поинакво, спортистите се оние кои што треба да го понесат товарот и да издржат едноставно во сите тие околности. Малку повеќе за психологијата на спортистите, за тоа кога еден македонски и генерално еден спортист може и треба да биде задоволен од она што го постигнал, а кога мора да се наоѓаат начините како да биде подобро, ќе бидат дел од прашањата на кои што ќе побарам одговор од мојата денешна гостинка. Тоа е една дама која што веќе има искуство како спортски психолог во работа со голем дел од познатите македонски спортисти и верувам дека ќе слушнеме и конкретни примери, но дека и како ќе биде едукативно се она што таа ќе го сподели со нас на овие теми. Останете, Fair Play почнува сега. Мојата денешна гостинка е дама која што секогаш е расположена да говори на темите што денес ги одбравме да бидат во нашиот фокус, заради тоа што секогаш е важно да ја подобруваме нашата едукација, да бидеме отворени за оние нешта кои што можеби не толку добро ги знаеме, особено кога ние сме на страната на фанови, да речам, на спортот и сакаме спортски успеси, но некогаш знаеме да бидеме, би рекла, и брутални кон спортистите кои што го носат товарот на надпреварувањето и на кариерата која што ја имаат. Станува збор за господјата Ленче Алексовска-Величковска, која што е професор доктор, која што беше поранешен декан на факултетот за физичка култура, спорт и здравје и која што има и како големо искуство во работата со македонските спортисти и нивната ментална состојба, да речам, во се она што го имаат како предизвик во кариерата. Ќе биде чест и задоволство да отвориме интересни теми, затоа ви благодарам што прифативте поканата и добре дојдовте. Благодарам за поканата и секогаш ќе си задоволство да бидам особено овде во Телма телевизија, а посебно со вас како водител или на спортски емисии кои што се многу актуелни. Да, ви благодарам од срце. Веднаш стартувам со она што сега ни е во фокусот, бидејќи гледачите овој разговор ќе го следат на последниот ден од европското првенство. Ние бевме дел и го комплетиравме со 14-тата позиција или место. И сега моето прво прашање е како би оцениле дали ние и репрезентативците во моментов треба да сме со тоа задоволни. Сигурно знаете коментарите се па чеке сега ќе се радуваме ли на 14-то место во Европа? Меѓутоа тоа не е целата слика. Па како вие би го прокоментирале? Да, јас многу едноставно денеска ќе зборувам, да, треба да се радуваме. Ние секој ден треба да се радуваме за обични работи, што сме здрави, што дишиме, што имаме една позитивна комуникација, а не пак кога ќе отидеме на европско свеско, каде што на вистина ракометарите оставија силен впечаток, се бореа храбро, можеби мала среќа нема во одредени моменти и не се знаеше како ќе заврши. Ние всушност бевме 14, завршивме 14, но некако оставивме впечаток дека понатаму сериозно на следните првенства треба да анализираат сите противници. Предпоставам дека можеби уште веднаш треба да започне подготовката за следниот предизвик, каков и да е. Меѓутоа, дали во Македонија баш тоа би рекле дека е пракса? Па не е знаете, пракса. Да не се опуштиме, туку што од сега да мислиме како следниот пат да бидеме подобри. Да. Многу често ме викаат на телевизија и обично кога ќе почне првенството или кога ќе заврши првенството. И обично кога ќе почнува првенството, сите се еуфорични, чекаат дури медал, чекаат подобри резултати и така натаму, а кога ќе заврши,
некако се повеќе има експерти и стручњаци кои што кажуваат добро е, лошо и така натаму. Не треба толку емоционално ние да влегуваме во сите овие приказни. Емоционално да, во однос на поддршка на сите тие ракометари и воопшто на сите спортисти кои што се бават со спорт, а анализа треба да се направи, значи научна анализа. Спортот е наука, ракометот е наука. Значи ние можеби обичните луѓе кога гледаат од забава и онака им е убаво во тие божитни празници да навиваме снелисите за Македонија, имаат една друга перцепција дека многу едноставно да се игра, многу едноставно бидеш во тие репрезентации, ама не е така. Науката покажува нешто сосема поинаку, дека спортот е комплексен, дека спортот е наука и еден гол, едно паѓање на топката, лизгање на топката или давање во последна секунда, тоа претходело многу напор, многу минати часови на сите тие тренинзи, откажување од многу свој сонови, други освен спортски. Така да треба да се направи анализа. Анализата не треба секогаш да биде насочена напад на селекторот, тренерот, ракометарите и така натаму. Затоа што обично ние ги гледаме на пример другите земји и сега ако нема резултати одат одма кон промена на тренер или селектор. Веќе долго време сум во спортот, значи можам да кажам дека до година еве еден јубилеј, ќе славам 30 години од мојата прва почетна работа како спортски психолог баш со кошаркарска репрезентација и тоа кадети 97 година. Така да можам да кажам да заокружам еден дел и веќе не само да заокружиме, него и да поставиме некој систем, да поставиме некои планови, стратегии и да почне да се работи вистински како што треба. Сега, за разлика од другите спортови, мислам дека во ракометот ова веќе е поставено и тоа најмногу благодарение на нели нормално сега честитки за сегашниот претседател на Ракометна федерација затоа што ја продолжи таа поддршка, меѓутоа најголема благодарност е за визијата и перцепцијата на Живко Мукаетов, како еден спортски работник, можам да кажам, затоа што е како тој изгледа не само што е голем бизнисмен и стопанственик и така натаму, има голема фирма, тој е неверојатен љубител за ракометот и она што го направи он како систем, тоа треба да се почитува, да се следи и да се надградува. Кога ги слушав, бидејќи навистина го следав ракометот и експертите во однос на тренери, сите оние кои што се дел од стручниот табор во клубовите, интересно почнаа да зборуваат за два вида на систем на ракомет, Данска и Исланд како брз ракомет или сега Германија и Хрватска нели како морфолошки ракометари кои што се поразлични од Данска и Исланд. И многу е интересно научно сето тоа да се разгледува, а посебно од психолошки аспект. Затоа што можеби да ја сакате психологијата или да не ја сакате, можете да сакате да ја прескокнувате, ама не можете да не ја применувате. Таа е дел од човекот, таа е дел од секој ракометар, таа е дел од техника, тактика, физичка подготовка. И сето тоа мора да се изработи и треба да се изработи. Професор, ке ви имате искуство лично и директно со нашата ракометна репрезентација, но пред да ве вратам на тие моменти, сакам да го прокоментирам и следново. Македонија уште пред да отпатува на ово европско, доби сериозно силни противници. И сега уште кога пред да тргнете, знаете дека вие треба да се подготвите. Како ќе одговорите на играта на најдобрите, веројатно не е лесно. Како да не се демотивира човек? Да не тргне со бело знаме однапред како ќе играм против Данска? Како да се избори? Сите ја чекаат таа ждрипка, сите кога ќе ги видат противниците на фаворити и аутсайдери, веднаш се ставаат во тие групи. Меѓутоа, мислам дека нашата ракометна репрезентација има една ментална сила изградено долги години уште од претходно и тој менталитет, мислам, се пренесува и на самите играчи, овие младите играчи, и тоа е добро. Иако ние бевме во таа аутсайдерска група ставени, мислам дека играчите длабоко во себе и она што го покажаа, веруваа дека може да направат изненадување. Знаете, на сите тие светски и европски првенства кога одите, ние сите имаме и големи очекувања и голема желба да направиме нешто. И тоа е релевантно, тоа е како да кажам легитимно кај спортистот тоа да го посакува и Данска да ја победи. Па сите сакаат да ја победат Данска, а голем дел од нив по 10 разлика изгубија и тоа поголеми репрезентации од нашите. Сега треба да се направи тука разлика. Значи,
кога се прави таа анализа и пред да се оди и после над преварувањата, анализата која ќе кажам од научен аспект таа всушност таа вистинската. Зошто? Ние тука треба да бидеме и реални. Значи во однос на играчките капацитети на Данска и нашата репрезентација. Потоа играчките капацитети индивидуални што ги имаат нивните играчи и што ги имаат нашите играчи. Споредбата што се прави не е само генерално во однос на резултатот, туку мора да се напредува во однос на нивните перформанси. Така да, колку нашите моторички беа по-супериорни во однос на другите репрезентации. Дали тие има соодветни, да кажам, моторички способности, на кое ниво беа во однос на моторика, во однос на брзина, на издржливост, на флексибилност. Сето тоа придонесува да имаат помалку или повеќе технички грешки. Потоа, во однос, значи на тој физикус тие што го имаат. Потоа, да видиме во однос на техниката што ја имаат. Значи, како вид на техника имаат тие, како имаат нашите. Значи, еден шут што го има нашиот ракометар во однос на било која позиција, а некој дански ракометар може да има палета на шутеви. Значи, многу е полесно голманот да одбрани ако вие имате еден шут и така шутирате. Еве, например, едно крило ќе го анализираат и кога он шутира на втора статива, многу лесно ќе биде, така ќе одбрани и голманот и ќе биде многу едноставно предвидливо, да речеме. Да, предвидливо да се антиципира. Меѓутоа, ако ние вложиме не само значи на овој план, туку и технички да направиме тие да се изградат, да имаат поголем избор на шутот која ќе дојдат, значи ќе биде и полесно и за нив, а потешко за противничката екипа. И последно доаѓа тактиката и психолошкиот елемент. Значи селекторот дава тактички решенија, односно задачи кои што самиот ракометар треба да ги изврши на кога ќе влезе во игра. Сега што се случува? Дали тој тоа ќе го спроведе или не, ќе зависи дали има самодоверба, дали ќе знае емоционално да се контролира, дали ќе знае да има одреден фокус и да ја зголеми својата концентрација ако претходно 2 топки му паднале. Да. Или ако дал гол, тоа не значи дека и вториот пат тој треба да шутира или да не шутира. Значи треба да ја препознае ситуацијата во донесување на одлука, а тоа е тактика, тајмингот. Затоа што не можеш да шутираш, а двајца играчи си покриен со двајца играчи, а некој е сам. Значи гледајте колку е тоа сложено. И сега ние сите сакаме да се споредуваме. И со Данска, и со Хрватска, и со Исланд и така натаму, а можеби треба повеќе да се работи на сите тие предиспозиции кои што ги кажав пред малку, како дел од севкупната подготовка на самите спортисти. Читајќи многу спортови и многу големи тренери со освоени светски, европски медалисти, меѓу кои можам да кажам и еве и Лино Червар од ракометот, уште не сум прочитала неговата книга, нели? Меѓутоа, тренери како Пеп Гвардиол и така натаму кажуваат дека притисокот треба да биде привилегија. Значи, не секогаш притисокот значи дека тој не е психолошки спремен и дека тој сега секогаш може да има проблем во однос на сите оние особини кои што се потребни да се стават во функција на добар резултат. Зашто е тоа? Зашто се вели дека притисокот треба да биде привилегија? Затоа што треба да си разбуден, треба да уживаш, затоа што психологијата значи да влезеш на терен, да дадеш максимум, да искористиш своите перформанси, во тоа да уживаш. Може ли некако да објасниме која е задачата на спортскиот психолог тогаш кога од него ќе биде побарана помош? Еве да замислиме дека доаѓа еден собир, дека вас ве повикуваат да работите со ракометната репрезентација и сега од каде почнувате и што треба генерално да бидат вашите задачи? Многу убаво прашање, многу интересно прашање. Како ми ги поставувате прашањата, се навраќам на толку години кога сум се ангажирала да работам со одредени репрезентации, не се нафаќам со сите репрезентации. Сакам селекторот, сакам председателот, самите спортисти да имаат визија на ова, да го применат ова, затоа што кога мислите дека сте ја научиле психологијата, тогаш ќе ве стигне. Има обратен ефект. Сега, што треба да направи еден психолог во тимот? Прво, најосновно да кажам, психологот не е волшебник. Това значи дека сите имаат психолози, сите врвни репрезентации имаат психолози, дали можат сите европски шампиони да станат? Па не можат. Ама ова психолошкиот момент, како и овие претходните подготовки што ги кажав, е процес.
И сега тој процес треба да стои, да постои секаде. Жалосно е кога некој ќе каже, што ќе ни е нас психолог, им фалили нешто. Значи, ние сме, знаете што, веќе во средина на 21 век. Ова постои од 1965 година. Во Југославија не можеше да се замисли да излезе некој во Русија, Америка, да излезат спортисти кои што да не се бидат во психолошки лаборатории, да не бидат тестирани, да не се работи на нивните перформанси. Така да не треба секогаш, нели, кога ќе не повикаат, ние едва и да чекаме да работиме и да се вклучиме. Значи мора да се процени визијата што сакаме да постигнеме и со кого и како реално да погледнеме на ситуацијата. Така да јас се сеќавам прв пат со ракометна репрезентација се вклучив 2008 година пред да се оди на светско првенство во Хрватска и сега последно 2021, 2, 3 на светското и европско првенство, кога истовремено се формираше и Алкалоид како клуб. И можам да направам една паралела многу интересна, затоа што и во првото вклучување и во второто вклучување јас сум многу горда на овие повозрастните репрезентативци ракометари кои што всушност нивното искуство од тогаш го пренесоа сега. Да. А тоа се, еве сега, нели Кирил Лазаров беше и тогаш и сега, Миркуловски беше и тогаш и сега. Стоилов? Да, Столе Стоилов, кога тој беше 18 години, кога отидовме нели за прв пат тогаш на светско првенство, а сега веќе е вклучен во репрезентација и не само они. Сите што беа вклучени, нели Борко Ристовски не е министер, така да Наумче Мојсовски беше претходно министер. Гледајте што се директор на академијата Ванчо Димовски. Значи гледајте од таа плејада на ракометари, они стана вистински личности во општествениот живот. Значи, они се пронајдоа во општеството не само како врвни ракометари, ама тоа беше одскочна даска да они веќе прават стратегии за нели да се постигнат врвни резултати. Тогаш ми рековте беше момент кога на некој начин сакавме да ги отпишеме, да ги окарактеризираме дека се веќе возрастни, дека нивните кариери завршуваат и дека точно, да не биде ова емисија сега, нели јас сум професор и за предавања и слично, него еве можеме да кажеме и некои анегдоти и од тогаш и од сега, кој што секогаш треба низ тие анегдоти да извлечиме pouка. Еве, например, тогаш мене кога ме повика, јас повеќе бев во кошарката, пливањето, каратето, нели создавање на европски шампиони во каратето, и кога отидов во ракометот, играа со Бугарија и видов таму потенцијал кај спортистите, меѓутоа во однос на таа тимска кохезија ја немаше. Секој од играчите си правеше што сака и како сака си реагираше. Знаете, после одредена грешка, они ќе си дојдеа на клупа и уште они се нервира, не знам, меѓу себе се расправа. И кога играа со Бугарија тогаш и кога го погледнав тој момент, сватив дека можеме да направиме нешто повеќе од таа репрезентација, а голем број на експерти кои што ме познаваа нели во ракометот, од ракометот, баш ми сугерираа, па немој да одиш таму, тие се веќе генерација која што се распаѓа во изумирање. Меѓутоа, она што мене ме прави жива и мојата професија, секогаш се нафаќам и на предизвици како невозможна мисија. И затоа се нафатив. Истото се случи 21-22. Значи, истиот момент кога голем број од тие експерти викаа дека ние нема да ги поминеме квалификациите, нема да се продолжи со европско, светско, дека овој треба да биде смене, тој треба да биде смене. Знаете, уна нашето македонско секогаш исполнето со завист, љубомора, не знам и така натаму, што не е добро. Одма ќе се надоврзам. Ги користиш ли тие емоции и за спортистите, и за нивните родители, и за сите тренери? Ги користиш ли тие негативни емоции? Прво ќе се разболиш, значи тоа е основата, подлогата на сите незаразни болести, значи не е тоа случајно, а второ ќе се градиш како лоша личност за сопственото семејство, а потоа и сите околу тебе. Тешко ви беше да им пристапите на тие личности? Ова ме интересира. Да, например, треба да работиш со Кирил Лазаров, треба да работиш со Миркуловски, со Борко. Да, таа анекдота сакав да ја кажам, затоа што Илија Темилков беше селектор, имаше добар тим, мислам дека доктор беше тогаш Ханџиски.
И имавме навистина добра репрезентација, Раде Стојановиќ беше, Филип Лазаров исто така беше во таа репрезентација и навистина една плејада на личности кои што индивидуални капацитети има, меѓутоа некако го немаше оној тимски менталитет. Значи чувствував тоа дека го нема. И првиот состанок со мене, а и јас, знаете, тогаш бев исто така во екна кариера, затоа што го завршив и вториот факултет, тоа беше психологија. Ги имав двете формални образованија, кај што ги склопив и магистрирав и докторирав на спортска психологија, а работев како еден вид специјализација со спортскиот психолог Матеј Тушек, најдобар во Словенија. Заедно работевме, ја поише во колективен, он во индивидуални спортови и така разменивме голем број на искуства меѓународни и бев баш во екна кариера и на некој начин, знаете како, полна со мотивација, со самодоверба, па и многу ме прашуваа, нели, женски психолог, а со машка екипа и машка репрезентација. За мене тоа немаше никаква врска, затоа што јас долги години сум и за родова еднаквост, нема тука машки, женски, или вредиш или не вредиш, или си квалитет или си неквалитет. И тие што немаат толку квалитет имаат шанса секогаш да се подобрат, само треба да имаш оној порив во себе, да го имаш онаа страст што го има само во спортот. И кога отидов, еве анекдотата да ја кажам, не е битно, нели етика постои во психологијата, и кога се појавив, тие вака ме гледаат шокирани. И ме праша, вие ќе ни бидете спортскиот психолог, прво како нели жена, а второ нас нешто ни фали. Меѓутоа, добро беше што имаше таму репрезентативци кои што играа во странство. И кои што кажа дека во сите репрезентации имале психолог на многу повисоко ниво. Знаете зашто? Затоа што тој департмент постои таму 30 години. После на преварот, сите тие одат во тие лаборатории и соби и си ги гледаат собствените грешки. Не треба селекторот да им ги кажува или да ги кара, или не знам, јавен укор да има. Прво тие ги наоѓаат грешките и после тоа они се, нели, се... Според ова ве прифатија? Сега да ви кажам. И јасно и се шокирав. Значи, ја имав една цел, тука да извлечам максимум на селекторот и на тренерот и на Кире, нели, како капитен, како носител на таа генерација, како душа на таа генерација, затоа што тој имаше врвен ракометен квалитет. Вие, Кире, дали ќе го чувате или нема да го чувате, дали ќе правите вие стратегии или не, тој ќе ви даде 10 гола. Беше мотивацијата другите да ги поттикнеме да земат одговорност. Значи, ве порака до сите психолози кои што сакаат да се вклучат во спортска психологија, вие морате да знаете техника, тактика, методика, методологија на спортот. Инаку не можете правилно да. Инаку ќе ви дојде, ќе кажат јас сум брз центар. Што е тоа? Да. Или во фудбалот ќе ви кажат јас сум штопер, јас сум лев бек, задни везни. Како ќе работите? И кога тоа ќе го осетат самите спортисти дека вие имате познавање од нив што им треба, тогаш го поврзувате со психологија и тогаш има доверба се прифаќа, и тогаш им му кажав и на селекторот и на тренерот, значи јас си одам, пошто не сакав да ги ставам во низгодна ситуација, да они одлучат пред мене. Знаете, сепак непријатно е и сите ќе речат може би да, сакаме, нема врска. И затоа ги оставив и му кажав на селекторот, значи прашајте ги, има една работа, еден да не сака, јас не сакам да се нафатам. Значи или сме тим или не сме тим. Еве пред некое време исто го гледав и Веселин Вујовиќ, кога се подготвувавме на Златибор, дојде на подготовките и он во негов стил, значи тој човек исто така можам да кажам дека е врвен, културен, врвен стручњак, позитивен, секогаш знае да допре до спортистот на ваков или онаков начин. Знаете, кога има тренер, кога има жар, тоа е добро. И он на зизање успа така ни кажа на стручниот штаб, вие ако одите во второ коло, као да сте освоиле медал. Значи, не планира, а тргна добро работата, значи се пласиравме во второ коло, завршивме у Кремот 12 на тоа светско, после завршивме нели 5 на Европското првенство и понатаму нели они си ја продолжија тоа светско европско и затоа на почетокот кажав, значи треба да се почитува напорот на спортистите што го прават. А кога ќе имаме ние
клубови каде што ќе се тренира како што се тренира во Вардар, како што се тренира во Еврофан, како што се тренира во Алкалуид, каде што 12 месеци ќе се тренира постојано, каде што имате кондицијски тренери како Петар Баснарков и така натаму, постојано да биде со играчите и слично, значи тој дава и самодоверба. Секој од тимот дава самодоверба. Кога ќе имате и голман, ова тренери на голманите, кај што и тие, замислите голманот е исто 50%, а индивидуалец во колективен спорт. Така да тоа заврши и они си го продолжија тој настап и беше интересно после тоа дека сите си направија голема кариера, значи продолжија со својата кариера и сега сите тие се идоли на овие новите генерации кои што нели треба да ја наследат таа, ама не само како ракометари, туку како личности, што е најважно. И сега следеше 21-22 година, истата ситуација. Не се нафаќа, ќе видиш ќе изгубат и така натаму, меѓутоа јас се знам себе си, дека мене ми е поважно кога ќе има предизвик и кога ќе биде најтешко. И тука дојде таа нова генерација со предводена со Талевски и Кузмановски, едни врвни и личности и ракометари. Сега таму се случи една ситуација која што Алкалуид се појави како нов клуб. Тоа е проблем со нашиот народ, кога нешто е ново. Да се измеша коцките, нова ситуација на домашната сцена. Добро. Многу тешко го прифаќаме. Сите тие што се таму вклучени, сите тие се како непријатели на сите други. И тоа се чувствуваше. Значи, каде и да одиш, некако Алкалуид секогаш беше ставен дека нема да успее проектот, дека тоа... Да, со скептицизам. Да, не се прифати така како што треба и особено оние луѓе кои што не се вклучени, тие место да дадат поддршка, а се долги години во ракометот, тие секогаш го гледаат тоа со една недоверба. Но добро, помина време и сега Алкалуид е меѓу оние кои што се бори за титулата во домашниот шампионат. Да ви кажам искрено, многу се радувам после 26-та година кога сега веќе викаат сите дека треба како Вардар, како Алкалуид и така натаму, тогаш беше малце проблематично, инаку да се навратам на квалификациите. Значи квалификациите беа исто зашто предизвик. Значи Чешка исто беше многу добра репрезентација со стварно добри играчи, ракометари, а Романија, нели игравме сега со Романија. Секогаш Романија, мислите дека не е толку добра репрезентација, ама не е баш така. Не е така. Гледате, до последна секунда ние со Романија игравме гал, иако имаше 5-6 разлика и можевме нели да одиме многу лесно. Меѓутоа, они имаат еден друг систем што им го постави Чави Пасквал. Значи тренерот на Барселона баш тој период отиде во репрезентација на Романија. И он создаде една еуфорија во Романија дека они ќе поминат, и он имаше излезано во медиуми дека они ќе поминат. И тогаш се сеќавам, Левче Китевски беше директор на наша репрезентација, направивме една убава исто така тимска кохезија, имаше еден тимски менталитет, имаше добра енергија помеѓу сите ракометари. Талевски се сеќавам тука даде 10 гола на романците и ние немавме проблем, а истовремено се играше и за европско првенство, отидовме во Турција и таму ги победивме 9 разлика. Манасков беше најдобар. Значи, можам да кажам, оваа генерација на сега условно нови ракометари, значи, може да се носи. Јас многу верувам во сите тие нив. Само што треба тие сите да се поврзат како што се поврзаа и претходно. Немој да мислите дека во претходната генерација што ја наброив, дека немаше меѓусебно да, и интерно надпреварување, можеби некогаш несогласувања. Да, и меѓусебна, знаете како едно чувство на не толку добра комуникација лична, меѓутоа тие се надминаа себе си, направија еден тим, изиграа за Македонија, знаете, нема тука кога ќе излезеш, кога ќе го носиш националниот дрес, тука не смеш да имаш препреки, не смеш да имаш препреки, имаш неверојатна мотивација. И така ги поминавме квалификациите, а сите не веруваа. Значи многу тогаш да. Са етика постои во психологијата, инаку можеби еднаш кога ќе напишам книга, може и ќе посочам, да, и затоа што и презимења. Па зашто нема да не? Во ферплей, но во книгата да, може некогаш и во ферплей тоа да го направи. Тоа треба да биде пример како ние треба да се смениме. Не треба да бидеме ние секогаш ако ја не сум сега во Алкалуид, ја да ги мразам Алкалуид.
Така е. Или ако не сум во Еврофарм, има нешто што е над тоа. Знаете што, и светското првенство кога беше во Полска, значи ние бевме подготвени исто како сега, исто како претходно. Исто имавме многу тешка група, значи Норвешка и Холандија. Значи, исто бевме аутсайдери, само што тогаш имаше смена на генерација и проблем Вардар, Еврофарм и Алкалуид, во кој што меѓусебната комуникација помеѓу тие клубови беше на недоверливост. Имаше проблем, нели, зашто во таа репрезентација земени од Алкалуид, тие сега почнале да тренираат, а сега се земени, а покажа времето дека и Марко Митев, и Игор Ѓорѓиевски, и Марко Стојковиќ, да, и Кристијан Симоновски и така натаму, сега да не биде нефер, значи беа неслучајно земени. Вака сакам да завршиме. Млада репрезентација сепак е. Кирил Лазаров не се откажува од вербата во нив, верува во нив до крај и работи со нив за да бидеме што подобри и подобри. Само мала споредба. Сте работели со повозрасната генерација која многу се разликува од овие сега, ајде да ги наречам деца. Меѓутоа ќе бидам искрени, во нашата репрезентација сега има многу културни и добри личности, без разлика на тоа што допрва треба да ја видиме експанзијата во нивната кариера. Често тренерите во поново време знаат да се пожалат. Имаме телефони, смартфони, многу нешта кои што го одземаат вниманието, поинакви се помладите генерации. Ќе се согласите со тоа? Или затоа што веќе ги познавате, сметате дека од нив и како може да бидат ракометни звезди идни, големи? Значи, како ракометни потенцијали, не можам да направам разлика. Ке им следи на нив светла иднина. Меѓутоа, како општествен феномен, ова што го кажавте. Еве, например, нашата катедра на Факултетот за физичко образование е ракомет, токму и тоа го промовираат дека различни се овие деца кои што сега тренираат со оние деца кои што тогаш тренирале. Например, професорот Гино Стрезовски, кој што нели е на таа катедра и кој што секогаш е дел од сите репрезентации, така треба да биде, затоа што тој ја носи таму науката и тој треба да нели да ја спроведе и да биде респектиран од сите тие ракометарски звезди, ракометари звезди. Можам да кажам дека тој тренд на мобилни телефони, тој тренд на игри преку PlayStation, тој виртуелен свет, тоа време на дигитализација, нели, не можеме ние да ги одделиме, тоа е современоста, тоа е современиот тренд, меѓутоа тоа може да се намали, тоа може да се стави на маргините кога се работи за врвен спорт. Во врвниот спорт најважна е комуникацијата. Значи, сите тие да комуницираат меѓу себе во однос на се она што сака селекторите да го применат. Ако тоа го нема, ќе нема тимска комуникација меѓу себе. Тоа значи ќе нема тимска хемија, затоа што ако немате тимска хемија има по два основа. Прва е за Македонија и тука неоспорно е патриотскиот мотив. Ова е наша земја, ова е наша татковина, ова ние треба да се бориме, а спортот е најголем амбасадор, го гледаат илјадници. А втората тимска хемија е препознавање на меѓусебните перформанси, карактери, каде што една мисла, еден карактер, значи треба да биде како едно. А гледате, во други спортови, еве како што е тренерот на Жејко Обрадовиќ, кога ја направи еуфоријата Партизан, кога сама Србија живее за Партизан и Звезда, како нели овдека Вардар, и сега Еврофарм, Алкалуид и слично, и замислите, он не можеше да се справи со се она што се случува во современиот тренд, зашто тоа е неспојиво. Замислите вие да влезете во соблекувална и сите да си гледаат на својот телефон, а да нема меѓусебна комуникација, зашто претходната генерација може некојаш и брутално и сурово. Може некојаш еден на друг спортист вика зашто не ми ја даде топката, не ме виде. Дека има кавга? Па да, не ме виде или намерно не ми ја даде. Да нема никаков значи разговор. Комуникацијата, комуникацијските вештини е размена на информација еден со друг и таа мора да постои и таа секогаш треба да биде да се применува и само така ќе се оди напред. Пораката е значи да се науката да влезе во спортот, како што кажав претходно, не
индивидуално сега како што кажав и претходно, сакам или не сакам, тоа е стратегија. Стратегијата, стратегијата ја прави кремот во општеството. А тоа се научниците, тоа се универзитетските професори, затоа што тие го спојуваат науката и праксата. И тие можат да ја напишат стратегијата, а сите други селектори кои што биле во ракометот повеќе или помалку, сите да се надминат во своите суети и своето его и сите заедно да помогнат. Знаете зашто? Затоа што 14-то место или зимање на медал не се заслужни само овие сега што се во тимот. Заслужни се во целиот тој период од кога постоел ракометот. Само така, само со тој систем ќе може да се оди напред. Ви благодарам многу, мене ми е задоволство секој пат кога разговараме. Ми останаа многу прашања, но затоа не се сомневам дека ќе имаме следна прилика за да зборуваме и на други теми што се интересни, но што се важни, да ги знаеме и јавноста да ги слушне, да ги почитува, да ги прифати за да бидеме сите подобри, нели? Така е. Ви благодарам многу за поканата и навистина ова можеме да го збориме цел ден и вие, како што кажавте, имате одлична идеја да се направа серија на емисии кај што ќе можеме директно па да збориме што значи психолошка подготовка на млади спортисти, на веќе изградени спортисти, на освојување на медал и така натаму. Тоа е посебна психологија за сите возрасти. Така е, имаме многу теми, ви благодарам до следната прилика, а секако на нашите гледачи, благодарам што и овој пат бевте со Fair Play. Ви посакувам се најдобро.